Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот. На Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Добар ден, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие секој вторник во овој термин ја следите емисијата Здравје. Денеска секој вторник, секој прв вторник во месецот во Здравје со мојот соработник, односно колега, доктор Александар Митов, магистар по здравствена јавно здравство и влијание на животната средина врз човековото здравје. Ке зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Значи, секој вторник во Здравје со мене и со доктор Митов ке ги слушнете најновите информации околу третманот на заболувања преку исхраната. Конкретно, што да јадеме за какво заболување. За денеска во првата емисија, пред се од оваа сезона, да му посакам добре дојде на мојот колега доктор Митов и ви благодарам што и оваа сезона ќе бидете дел од Здравје. Ви благодарам на поканата, се надевам и верувам во успешна соработка. И јас исто така, денеска одбравме интересна тема во состав на месец октомври. Бидејќи сме на почетокот на месецот, знаеме дека месец октомври е месец за борба против ракот на дојка, но и останати малигни заболувања. Исхраната и природните субстанции за третман на ова се помасовно и сериозно заболување е тема на денешната емисија. Доктор Митов, на почетокот, исхраната е важна како превенција, знаеме од претходните изданија на Здравје и здрава храна, здрав начин на живот, вклучително и за третман на ракот, но дали исхраната има свое место во терапијата за борба против ракот и дали тоа е всушност алтернативна медицина или медицина базирана на природата, што би се рекло? За среќа, веќе јавноста доволно добро е запозната со моментот дека здравата храна придонесува да дојде до помала инциденца на одредени болести, односно до спречување на болестите. Наедноставно кажано, здравата исхрана води кон спречување на болестите, вклучително и на ракот. Меѓутоа, треба да се знае, треба пред се, слободно би рекол, и стручната јавност да знае пред се, а потоа и општата јавност да знае, дека исхраната има и тоа како важно свое место при терапијата на малигните болести. И конкретно при терапијата на ракот на дојка, за кој што ќе зборуваме денес. Знаете, ние најнапред кога ќе помислиме за такви сериозни болести, сакаме да мислиме за лекови кои што се со висока технологија. Така, скапи лекови. Дали се скапи лекови, дали станува збор за некакви апарати, машини. Меѓутоа, треба да не забораваме дека најнапредната технологија која што човештвото ја познава е природата. Така. Значи, ние немаме сретнато досега. Се почнува од природата. Да, и технологијата која што ние ја создаваме може до некаде да, како да речеме, да наликува или да сакаме до некаде да ја достигнеме таа технологија, природната технологија, но сме многу далеку од тоа. Зошто го кажувам тоа? Го кажувам бидејќи ние сме навикнати да гледаме со едни поинакви очи. Например, кога ќе видиме пред нас патлиџан, ние го гледаме тоа како храна и го гледаме како патлиџан. Така. Но не можеме да видиме за сетување на потребите, не како лек. Да, но не можеме да видиме, а треба да сме свесни, дека внатре во тој патлиџан има ликопен. И тој ликопен, доколку редовно секојдневно се внесува во нашето тело, и спречува да дојде до појава на рак, но и откако ќе се појават малигни клетки, придонесува за нивно побрзо изумирање. Така. Или, например, сулфурафан, односно, навидум ќе речеме дека гледаме пред нас брокула. Така. Но не е тоа само брокула, не е тоа нешто зелено растение кое што има таков вкус и таков мирис и ни го полни стомакот и тоа е тоа. Тоа е
треба да го гледаме со поинакви очи, дека всушност тоа е една доза на сулфорафан која што ја внесуваме дневно. И кој што има низа механизми во себе да ги отстрани слободните радикали и да го спречи развивањето на така наречените матични малигни клетки. Тоа се тие клетки кои што стимулираат туморот да расте. Така да сакам да заклучам дека ние треба да го измениме начинот на гледање на исхраната. Дека не е тоа само задоволување на потребите за живот, туку и начин на терапија. Тоа е еден момент. Втор момент кој што би сакал да го истакнам, а вие го начнавте, е тоа дали исхраната е алтернатива. Так. Или алтернативна терапија. Секако дека не е. Јас попрво би ја сврстил исхраната во така наречената прволиниски третмани или прва линија на терапија. Терапија, така. Пример. Ако човек има благо покачен крвен притисок, не треба веднаш да се прибегнува кон лекови. Значи не треба веднаш кон таблетарно решение да се одбере. Овој лек, оној лек. Доколку благо е покачен притисокот, тоа не е за занемарување. Значи тоа е сериозна почеток на сериозна болест, мора да се биде внимателен кога станува збор високиот притисок. Така да не се заобиколи лекарот. Да, апсолутно, но и самите лекари треба да го дадат првин советот, ајде да пробаме со промена на начинот на живење и промена на исхраната. И верувајте, во 9 од 10 случаи, според научните студии, со силна промена на начинот на исхрана ќе дојде до корекција на овие проблеми, кога зборуваме на пример за благо покачен висок притисок. Што треба да јадат луѓето тогаш? Лук? Се разбира, лукот е едно од многу важните состојки. Треба да го намалат внесот на сол, дефинитивно. Треба да внесат малку повеќе витамин B6. Значи, си има низа на кој што се разбира, лекар треба да им ги даде тие совети. Так. Многу е важно, знаете, бидејќи храната Но да не се претера. Секако. Но многу е важно, бидејќи храната, ја имаме таа забуна дали е алтернативна терапија или не е, а тврдам дека дефинитивно не е. Важно е ова да се разбере, бидејќи и лица кои што не се медицински лица си дозволуваат да даваат совети за исхрана, особено кај луѓе кои што се веќе болни. Так. Тоа е многу опасно. Значи, треба да се пази. Едно е нутриционизам и Так. тоа е друга работа. И дали некој ќе покачи или ќе намали неколку килограми, тоа е сепак во доменот на безопасното. Но за пациенти... Но кога ќе дојде кај вас човек кој што има заболување. сериозно заболување и на кој што му треба помош, штетно е пред се за пациентот, а потоа и за тој што го прави тоа, бидејќи не е свесен што прави, да се даваат разни совети на луѓе, а при тоа да не се биде лекар. Така да тоа се тие моменти околу сериозноста на исхраната и тоа што ме прашавте дека не е алтернативна терапија, дека исхраната... Како рековте дека е прва линија на терапија. Тоа е прва линија на терапија. Значи прволиниски третман е исхраната и треба стручен совет од лекар кој што ги познава овие прашања. Така, да не се ослонуваме на разноразни нутриционисти, сепак секоја чест на нивната работа. Секој си го има своето место во системот. Меѓутоа, кога станува збор за веќе диагностицирано Така е. заболување, да се обратиме прво на лекар и лекарот да ни даде насоки каква храна да јадеме и на што да внимаваме. Но бидејќи вие тврдите, прочем и науката така тврди дека храната е прва линија на терапијата за многу заболувања, каде е всушност вистинското место на храната во терапијата против ракот? Така. За да го лоцирам точно местото на исхраната во терапијата или во третманот на ракот, јас би го дал најнапред опфатниот одговор, сеопфатниот одговор за тоа како сум убеден дека треба да биде пристапот кон лекувањето на оваа болест. Значи пристапот кон терапијата на рак. И според мене, јас сум убеден дека треба да има 5 елементи. Значи самата терапија на ракот треба во себе да носи 5 елементи и сите ќе ги објаснам. Првиот елемент во терапијата на ракот е така наречениот психолошки елемент. Така. Односно, пациентот или пациентката, бидејќи денеска зборуваме нели најчесто за ракот против дојка, за ракот на дојка, кој што е најчесто кај жените, пациентката треба пред се да се труди да изгради еден оптимистички став. Така. Ќе ја кажем и причината, ќе го кажем и начинот. Позитивно да размислува, да гледа позитивно. Знам колку е тешко во такви ситуации човек да одржи ведрина, оптимизам, меѓутоа ќе ги објаснам причините зошто тоа е важно.
Најнапред, важно е човек да има еден оптимизам кога се соочува со ваква болест, заради тоа што првата причина е тој треба да биде доволно ведар и доволно оптимистичен за да навлезе во сите терапевтски процедури кои што бараат сила. Така. Бараат човекот да е одлучен, дека сака да се лекува, дека ќе се лекува и дека ќе се бори со болест. Да, Тој дека ќе води тешка борба. Така е, и знаете сега, ако човек однапред крене раце, ако се откаже однапред, ако падне во еден очај, нема да има внатрешна сила, психолошка сила за да влезе во лекувањето. Ќе одбиваат да се лекуваат, нема да одат на лекар. Точно е дека тоа се моменти на голем страф, на неизвестност. Меѓутоа, првиот момент зошто е важен оптимизмот е токму тоа, за да има храброст човек да каже да, ќе се лекувам. Така. Вториот момент, значи ово беше психолошкиот, но има и уште еден важен елемент, а тоа е биолошката важност на оптимизмот. Знаете, оптимизмот не е само во нашите глави, Так. не е само во нашите мисли. Ке спомнам, има посебна една нова наука, која што се вика психонеуроимунологија. И ќе објаснам сега што значи тоа и зошто е тоа важно. Нашиот мозок, кога има одредени мисли, црни мисли секого може да му се случат. Так. Но најмногу кај тие пациенти, да, и кога сме целосно здрави. Негативно, така. Но нели разбирливо луѓе кои што се во таква ситуација, кои што се соочуваат со таа болест, имаат многу почесто Преоптоварени се преоптоварени со- се. Дури и секојдневно може да мислат на Со на тоа. самата болест, така. Так. И ако земат сега да се концентрираат на тие мисли, да ги обработуваат, леле, што ќе бидне, што ќе се случи, како ќе се случи, кој ќе проаѓи, ако почнат да им даваат навлекуваат простор тие мисли, во- да. Тие мисли мозокот ги преведува преку жлездите кои што се на базата на мозокот, преку тие жлезди ги преведува во хормони. Односно од мисла станала хемија. Так. Станал конкретен хормон, излачен хормон. И тој хормон, еве најчесто да го кажеме, хормонот на стресот, кортизол. Значи, ме следите како одиме. Психо, неуро и сега ќе поминеме на делот имунологија. Имунологија. Зошто? Бидејќи кортизолот, како хормон, има капацитет да го потисне имуниот систем. Значи, да го ние медицински велиме супримира. Така. Значи да го притисне надолу, да го подисклучи И да малку ослабне имуниот систем. организмот. А тоа е токму моментот кога човек се бори со оваа болест, токму тоа му треба. Му треба силен имунолошки Зајакнат. систем, зајакнат. И тоа се тие битни работи кои што ни објаснуваат зошто треба да има една ведрина, еден оптимизам кај тие пациенти. Ќе направиме тука кратка пауза и ќе се вратиме веднаш со разговор на ова доста интересна тема, терапијата против ракот, терапијата на исхрана против ракот. Одиме со кратка пауза. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, се враќаме назад со разговор во студиото со мојот доктор, соработник, доктор Александар Митов, магистер по јавно здравство и влијание на животната средина врз човековото здравје. Секој прв вторник во месецот со доктор Митов ќе зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Денеска тема на здравје, во здравје, здрава храна е храната како терапија против ракот. Доктор Митов, да продолжиме од кај што застанавме пред рекламите, односно каде е вистинското место на терапијата, на исхраната во терапијата против ракот. Вие споменавте првиот елемент зборувавме дека е важен еден оптимистички став, една ведрина во влегување во борбата со оваа болест. Знам дека е тешко. Ми се допадна многу слоганот, мислам дека беше на Сдруженијето Борка, кое што вели за секој нов ден. Так. Начинот на размислување на пациентите во таа ситуација е најдобро да биде сконцентриран на денешниот ден.
не дека е последниот. Так. Туку треба да размислуваат за денеска, бидејќи секое проектирање на мислите кон иднината ги плаши, им носи неизвестност и затоа е важно да бидат сконцентрирани сега и тука. Така, имам едно подпрашање. Дали има научно докажување, бидејќи вие ги следите на новите достигнувања во медицината преку медицина базирана на докази, дали всушност негативната мисла, сето она што го споменавме пред малку црнилата, може да го успорат дејството на самата терапија и на самиот цитостатик и не само за ракот и за останати заболувања. Прецизно е истражувано за тоа што прават ведрите мисли или оптимизмот кај сите хронични заболувања и посебно кај кардиоваскуларните болести. И најдена е корелација, велиме ние медицински, или врска помеѓу оптимизмот и подолгиот живот. Така да тоа се смета дека навистина има ефект, значи биолошки веќе е јасно дека оптимизмот може да биде преведен во подолг живот. Така да не се знае точниот механизам. Да го подобри дејството на терапијата, ако не го спорува дали го подобрува дејството на самата терапија, дали го зајакнува организмот подобро да се бори. Досега во моментот прецизно не знаеме, но знаеме дека влијае на подолг живот. Што е тоа што вистински не интересира. Така да продолжиме со темата за вториот елемент, за да најдеме точно местото, Го кажав првиот елемент. Вториот елемент е конвенционалната терапија. Односно пациентките кои што се соочуваат со ракот на дојка треба и тоа како да разговараат со лекар, да одат на лекар, да не се плашат од официјалната терапија. Значи, лекот ќе биде пред се тука некаде. Зрачење, цитостатици и сето останато хирургија, радиотерапија, хемотерапија. Знам дека сите овие носат една доза на страв, една доза на неизвестност, меѓутоа медицински е докажано дека сите овие терапевски третмани водат кон подобри исходи. Така да конвенционалната терапија е вториот момент. Третиот елемент е правилна исхрана со природни суплементи. И тоа ќе продолжиме подоцна во емисијата да разговараме. Најдени се многу силни докази преку научни студии колку правилната исхрана може да влијае врз здравјето на пациентките после дијагнозата на... Ќе слушнеме совет ќе дадете при крајот на емисијата што да јадат пациентите со овие заболувања. Четвртата важна активност е всушност физичката активност. Значи, тие пациентки кои што веќе има дијагностицирано рак на дојка, треба да го променат до тој степен својот секојдневен живот, за секој ден да имаат барем половина час пешачење. Значи, тоа е... Да не залегнуваат, што би се рекло, да не паднат во депресија. Многу има бенефиции тоа раздвижување, тоа пешачење, така да и тоа е многу важен елемент. И петтиот, во таа една сеопфатна терапија, значи во тој еден сеопфатен пристап кон лекувањето на ракот, петтиот елемент се тие техники за справување со стрес. Дали ќе биде тоа длабока релаксација, дали ќе бидат едноставно мерки за дишење, справување со стрес, дали јога, дали молитва за некого, но најдено е дека тие начини на смирување на умот придонесуваат за подобар исход од прелекувањето на болест. Дали се тоа што го зборувате вие, што го посочувате за местото на исхраната преку во борбата против ракот е потврдено, односно докажано од некоја еминентна светска здравствена институција, дали е базирано на истражувања и дали има стварно навистина научни докази дека споменавме оптимизмот, физичката активност, конвенционалната терапија, се тој сплет на состојби може да, вклучително и исхраната, може да влијае за подобар третман против ракот. Јас сум пред се лекар и од тој аспект се држам строго до правилото медицина базирана на докази. Значи, секој совет на лекар треба да биде заснован на нешто што е докажано. Бидејќи е во прашање човечки живот, не можеме да импровизираме, не можеме да измислуваме, не можеме да експериментираме со човечки животи, не можеме да кажуваме на што се надеваме дека би било добро или на било кој начин да вршиме инсинуации. Значи, треба прецизно да се знае и на пациент да му се препорача тоа кое што некој научник го докажал низ научни студии.
Тој е моментот со доктор Орниш, да речеме, кој што е едно познато име. Да, познатиот доктор, често го спомнуваме. Личен пријател и лекар на Бил Клинтон, значи кој што е доста познат во светот и во оваа фела. И тој го има низ низа на научни студии докажано моментот на важноста на севкупниот пристап. Но ме прашавте и не само за поединци, туку и за конкретна институција, односно дали некое светско тело со авторитет стои позади ова што го зборувам. Мене ми е особено драго, бидејќи тоа за кое што зборувам пред 2 години Светскиот фонд за истражување на рак, ИАРК, скратеницата, секој што е онколог или што е лекар упатен во овие работи, многу добро знае што значи името Светски фонд за истражување на рак. И според таа институција, некаде од прилика пред 2 години за прв пат, излегоа препораките за пациентки со веќе преживеан рак на дојка, односно пациентки кај кои што веќе бил диагностициран ракот на дојка, дека е многу важно како отпосле ќе се однесуваат за тоа колку долго ќе живеат. И дека е докажано дека има работи кои што ако ги прават, исходот од болеста ќе биде подобар. И тоа се следниве важни препораки кои што се од Светскиот фонд за истражување на рак. Првиот е здрава телесна тежина. Значи, доколку тие имаат поголема телесна тежина, тука е многу јасен советот, треба да ослабат, треба да се движат малку повеќе, да јадат малку помалку, но треба да ја донесат својата телесна тежина во тоа што се очекува да биде нормала за конкретната личност. Исто Светскиот фонд за истражување на рак препорачува физичка активност. Второ, значи тоа што претходно го кажа. И тие го имаат докажано тоа низ низа научни студии дека физичката активност е важна. Трето, да се јаде храна со повеќе растителни влакна. Многу пати досега сме зборувале за храна со растителни влакна. Ќе зборуваме и во некој од наредните прилики. Леп добиен од интегрално брашно е прекрасен извор на растителни влакна, или секој зеленчук. Исто така извор. Да, сето тоа е извор на растителни влакна. Четврто, да се јаде храна со повеќе соја. Значи, секојдневна употреба на соја кај пациентки со рак на дојка е препорачана. И последно, особено низок внес на масти, заситените масти пред се, или во превод, да, и месото. И месото генерално. И сега пак бе нагласил. Значи, овие препораки, последните кои што ги кажував, се препораки на Светскиот фонд за истражување на рак. Зошто го нагласувам ова? Го нагласувам бидејќи нема посилен авторитет во светот на научна основа кога зборуваме за рак. За да не им звучи на луѓето дека зборуваме... Сето ова е докажано значи, не збориме за еминентна институција. Апсолутно. Дека не зборуваме за алтернативна медицина, не зборуваме за полупроверени или непроверени работи. Зборуваме за нешто што е докажано, што е прифатено на светско ниво и што можеби сега за жал не е стасано до кај нас во секојдневна употреба кај помеѓу лекарите, во стручната јавност, но дотолку повеќе е причина и моите колеги да ги следат овие трендови и да ги применуваат кај пациентите. Затоа нели велиме дека во медицината постои така наречена постојана надоградба или континуирана едукација. Затоа лекарите учат цел живот, бидејќи медицината оди многу брзо напред. Така, секој ден се менува. Се извинувам што ќе одскокнеме од темата, во меѓувреме добивме прашање од слушател кој не се однесува конкретно за ракот, меѓутоа слушателка е заинтересирана што всушност значи хеликобактер и како да се третира ова состојба, односно ова заболување, како се добива хеликобактер. Така, хеликобактер е доста честа инфекција, најголем дел од возрастната популација ја има. Така да не мора да значи дека секаде ќе направи проблем кај секој пациент, дека кај некој нема да направи. Меѓутоа, тегобите кај тие пациенти се многу јасни. Сега веќе и во Здравствен дом Скопје има многу добри брзи диагностички тестови. Така преку испитување на крвта. Така да многу брзо сега веќе може и да се диагностицира тоа. Тегобите се разноврсни, сега малку искокнуваме од темата, меѓутоа но секогаш слушателите имаат предност, се разбира. Може да значи од најблаги нелагодности кои што се поврзани со желудникот,
до многу сериозни болки и нарушување Тешки грчеви да, во грчеви и стомакот. нарушување на квалитетот на животот кај тие пациенти. Еден совет краток за пациентката која се јави пред малку, каква исхрана да... За ова се дефинитивно се оди на лекар, се зема официјална терапија. Значи за тоа ќе биде, не треба пациентката да експериментира во овој случај, за ова се оди на лекар, се добиваат антибиотици и тоа е тоа кое што ќе биде пресудно. Кога ќе ги зема антибиотиците, многу е важно, од аспект на исхраната да речеме, да зима и пробиотици. Односно, 2 часа пред или после земањето на антибиотиците, кои што се многу важни за Helicobacter pylori, да зима пробиотици, дали ќе биде тоа во форма само на јогурт или ќе биде во форма на било кој ацидобакцил, дали ќе биде во форма на капсули, таблети, има многу варијанти, но задолжително треба да се земаат заедно со антибиотиците и треба да се земаат 2 часа пред, не 2 часа пред и потоа, односно околу земањето на антибиотикот, да не се земаат самите пробиотици, бидејќи антибиотикот ќе ги уништи. Така, но што еве уште едно подпрашање, што ја поттикнува, односно го разлошува дејството на Helicobacter? Која храна, на што да се внимава еве конкретно? Така, секоја храна што е силно зачината кај тие луѓе кои што веќе имаат надразнетост на желудникот, ќе направи проблем. Така да, истакнато кисела храна. Потоа зелка, граф варена во секоја форма да се избегнува зачината. Така е, зачинат. Потоа лутата храна. Така. Сите тие кои што може да имаат раздразлив ефект врз слузокожата на желудникот, дефинитивно треба да бидат избегнувани. Так. Но пак ќе речам, во овој случај се има официјална антибиотска терапија, треба да се антибиотиците не може да се земаат на своја рака. Так. Значи ќе отиде пациентката кај својот матичен лекар, ќе ги препише тие лекови и задолжително со пробиотик. И задолжително со пробиотик. Се надевам дека нашата слушателка е задоволна од одговорот, да ветиме дека во некој од наредните изданија можеме да зборуваме и специјално за темата за Helicobacter. Се разбира, бидејќи навистина доста често е заболување. Пред да продолжиме со нашата денешна тема, да направиме кратка пауза, музичка пауза и ќе се вратиме повторно на нашата тема исхраната како терапија против ракот. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје. Почитувани, се враќаме повторно во емисијата Здравје со мене Александар Динев и мојот постојан соработник, односно колега, доктор Александар Митов, магистер по јавно здравство и влијание на животната средина врз човековото здравје. Како што ви напоменав на почетокот и во текот на емисијата, секој прв вторник во месецот со доктор Митов ќе зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. По-конкретно, храната како терапија против одредени заболувања. За денеска, во ова прва емисија од октомври во Здравје, се одлучевме за храната како терапија против ракот на дојка и останати малегни заболувања. Доктор Митов, која исхрана или видови на диети се докажани, научно докажани, како погодни кај пациентките со рак на дојка? Што треба да јадат овие пациентки за да си го подобрат здравието, паралелно со она конвенционална терапија која се добиваат? Како еден елемент од севкупната терапија, исхраната е доста важна и овде, и тука главниот совет се однесува на храна базирана на растенија, но во исклучителна форма. Знаете дека ние дававме совети и порано, кога разговараме на различни теми, дека станува збор за, како што вели доктор Орниш, за спектар, од до. Односно, некогаш препорачуваме да се намали месото, некогаш да се доведе до минимум, меѓутоа кај пациентки или пациенти со диагностициран рак, препораката е целосно да се исфрли од исхраната. И пациентот да биде исклучиво на храна базирана на растенија, со зголемен внес на растителни влакна и со зголемен внес на соја. Да ја објасниме причината зошто е проблематично ако се примаат протеини кои што се од животинско потекло. Бидејќи сакаат пациентите да знаат, сакаат да им биде јасно зошто го прават тоа што го прават.
Па протеините кои што потекнуваат од животинско потекло. Тука спаѓа месото, јајцата, млекото и млечните производи. Најдено е дека кога се внесуваат во телото, го зголемуваат така наречениот IGF-1. Тоа е една посебна субстанција хемиска која што се лачи во нашиот организам, инсулин-like growth factor се нарекува 1. Важно е бидејќи телото на тој начин стимулира развој на мускулите, односно кога ќе дојдат вишок такви протеини, лачејќи го тој конкретен не е ензим, значи таа конкретна субстанција, така придонесува да почнат побрзо да се вградуваат протеините во телото. Меѓутоа има и еден несакан ефект. Тој силно придонесува да се развиваат малигните клетки. Така да колку повеќе се внесуваат процесот. Да, го забрзува процесот и повеќе, значи тоа е многу важен момент. Не е битно само дали го има, многу пати се појавува ракот па се повлекува, значи не е тоа е динамичен биолошки процес. Телото одговара. Прогресијата кај сите пациенти не е иста. И токму така е најдено дека исхраната е важна и дека таа прогресија на болеста силно ја успорува. Како тоа е докажувано, како е испитувано? Правен е еден многу интересен експеримент кој што секогаш ми е доста драго да го споделувам со пациентите и со слушателите во овој случај. Така, може уште еднаш да го слушнеме. Така, станува збор за многу едноставен навидум експеримент, кога во една мала плочка, во една петријева шолја, како што се нарекуваат, се ставаат малигни клетки. И се капнува, да речеме, врз нив серум кој што е изведен од крвта на човек кој што јаде вообичаена храна или како што е правено испитувањето, така наречена стандардна американска исхрана, која што изобилува со многу месо и нели сите тие таа брза храна. И тоа е во едната петријева шолја, а во другата исто нели има малигни клетки, меѓутоа се става врз малигните клетки серум од луѓе кои што се вегетаријанци, кои што биле или поточно вегани, кои што една година наназад не внесувале месо. Ништо од животинско потекло. Се гледа дека нашата крв, серумот, има капацитет за природна борба. Се разбира дека не е исто како да истурите вода, значи врз малигните клетки, дека нашето тело се бори. И во петријевата шолја, каде што има малигни клетки врз кои што е ставен серум од, така да речеме, луѓе со обична исхрана, стандардизирана со месо, дошло до пад за 9% на бројот на клетките. Значи дошло до намалување на бројот на клетки. Но тука, каде што бил ставен серум од луѓе кои што не јаделе месо и млечни производи, јајца, дошло до 80% пад на бројот на малигните клетки и намалување. Многу драстично. Значи за 8 пати повеќе ефектот на серумот кај луѓе кои што цела година биле да речеме на пост. Тоа е постна храна. Истиот експеримент потоа го повториле, си рекле во ред, добро, тоа е година дена, значи можеби навистина направило голема разлика. Но ајде да го повториме истото, каде што наместо од година дена луѓе кои што се вегани, кои што не јадат месо и млеко и млечни производи, од 2 недели. Значи само 2 недели. Пак е постигнат значително посилен ефект. Значи што заклучуваме, и на многу краток период, кога ќе бидат направени вакви експерименти, тоа се докажува, се гледа дека и на многу краток период, доколку ја направиме промената, нашето тело има капацитет да се самообновува, има капацитет да се бори. Знаете, тоа е основниот концепт за медицината во средниот век, кога се сметала медицината за уметност, не за занимање, не за работа, туку за уметност. Тоа се користела, а и ние ден се користиме, иако не ја признаваме, така наречената природна сила за лекување, или vis medicatrix nature. Значи, тоа е таа природна сила на природата која што ние ја носиме во нашите тела. И само треба да ја дадеме вистинската шанса за нашите тела силно да ја искористат таа природна склоност кон самоизлекување. Сега ќе продолжам за диетите. Рековме, генералниот совет е храна базирана на растенија. Конкретно за кај пациентките со рак на дојка, со зголемен внес на соја и зголемен внес на растителни влакна. Една конкретна диета можеме да спомнеме, тоа е орнишовата диета.
за кое што сме зборували и порано. Иста таква е. Диетата на доктор Орништ е базирана на растенија, меѓутоа тој додава и редовна физичка активност од пола час секој ден и додава медитација, односно тие техники кои што ги спомнавме за смирување, за контрола на стресот. Најдено е, тој има многу добри докази постигнато, особено кај не само кај пациенти во конкретна болест, туку особено има правено истражување кај пациенти со рак на простата. Така. И особено кај пораните фази на рак на простата, доктор Орништ преку своите студии тврди дека може да дојде и до стабилизирање, односно воопшто да престане да расте ракот, да престане да напредува. Односно храната да го стопира процесот на храната да го стопира, ширење на малегните клетки. И тоа па го докажува и преку снимки, значи и преку имиджинг што велиме ние во медицината, но и преку нивото на ПСА. Значи тоа е тумор маркер, да. Тумор маркер во крвта кој што покажува дали напредува ракот или не. Така да станува збор за конкретни студии. Сега да спомнам и нешто што не функционира. Тоа е на пример познатата диета Бадвик, која што за жал многу е проширена и кај нас. Тоа е диета која што користи ленено семе, поточно улје од ленено семе, кое што се меша со пресно козјо сирење или други видови на пресно сирење. Најдено е дека тука нема докази. Значи не можам да кажам дека штети, бидејќи немам докази да кажам дека штети, но дефинитивно нема докази дека помага. Во третманот против ракот. А тоа е доста проширена кај нас диета, но битно е да им се нагласи на пациентите да знаат што прават. Видете, кога човек ќе се соочи со една ваква состојба диагноза, разбирливо не е експерт во оваа област. Бара помош во се и се што и може да сгреши, може да брза, може да биде злоупотребен, може да биде манипулиран лесно. Знаете, тоа е таа токсична комбинација на надеж и очај. Кога човек е спремен да направи се. И затоа е многу важно брзо да стаса до вистинскиот извор на информации. Медицината тоа го има. Има и луѓе како мене, лекари, кои што ги разбираат овие работи. Кои работат специјално и кои што можат да ги дадат овие совети токму така, за да не почне да лута и да пробува се денес ова, утре ова, трет ден тоа, па еден дел од тие терапии да наштетат на телото. Токму во тие моменти нели зборуваме дека сакаме телото да биде силно. Доктор Митов, на самиот крај од емисијата сме, за жал, измина времето, многу корисни информации, многу експерименти, научни докази презентиравте во ова издание. Да резимираме еден ваш совет до сите наши слушатели кои имаат вакво сериозно заболување. Паралелно рековте да се консултира лекар и да се оди на медицинско лекување преку цитостатици, хируршки зафати, зрачење, но што може да направи конкретно исхраната за подобрување на здравствената состојба еве на пациентите со малегни заболувања? Повторно ќе го нагласам тој сеопфатен пристап, значи за вакви болести се оди на лекар, се бара совет од онколог, од хирург, од стручни лица и од лица кои што еве вака ја разбираат исхраната и даваат конкретни стручни препораки. Првата стратегија која што преку исхраната може да се постигне е зајакнување на имунитетот кај тие пациенти. Тука се пред се медицинските печурки, шитаке, мајтаке, реиши, буковката, шампиньоните, кордицепсот, чагата е доста позната. Буковката ја има кај нас. Таа е изворедно богата со бета-глукани. Сега цела емисија ни треба, например, само за бета-глукани да зборуваме, но што е важно, најдено е дека дури кај тие еве овие што ги спомнуваме медицински печурки, толку силен може да биде ефектот ако се земаат секојдневно, што се препорачува да не ги консумираат лица кои што имаат трансплантирано органи. Зошто? Бидејќи кога може да ги одвојат ќе го отфрлат органите, значи толку ќе го разбукне имуниот систем, тоа го сакаме кај канцер. Но тоа не го сакаме кај пациент кој што има малегните клетки да ги уништи, но не го сакаме тоа кај пациенти кои што имаат трансплантирано орган, бидејќи ако толку се под наводници разлути имуниот систем кај тие пациенти, може да го отфрли новиот орган. Така да толку е јако дејството да не се подценува. Дејството е доста силно, особено на медицинските печурки. Втората линија, втората стратегија која што може преку исхраната да се постигне е така нареченото зајакнување на
проапоптотичните механизми. Или тоа значи малигните клетки сами да се турнат кон уништување, кон само уништување. Куркуминот, тука го спомнам, има низа на субстанции кои што може да го постигнат тој ефект. Куркуминот е паметно да се зима, или куркумата, во комбинација со црн пибер. И тоа наутро навечер. И до повисоки дози нема да направи. И ќе го зборуваме пак. И третата стратегија треба да има антиметастатско или антиангиогенетско дејство, односно да не се дозволи ракот, ако веќе го има, да не се дозволи да се прошири. Тука, например, водечко место има босвелијата, односно темјанот. Но ќе зборуваме во посебни емисии и за темјанот, и за имаме време, повеќе се надевам на наредниот вторник, секој прв вторник во месецот ќе ви имаме вас во студиото како постојан соговорник во Здравје здрава храна, секој прв вторник во месецот. Со мене Александар Динев е мојот колега доктор Александар Митов, магистер по јавно здравство и влијание на животната средина врз човековото здравје. Доктор Митов, ви благодарам за овие драгоцени совети и информации кои ги споделивте со слушателите за исхраната како терапија против ракот. Ви благодарам и вам. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на емисијата Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Далибор Зафировски и Дине Вучков. Денеска сме вторник, 4 октомври 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со здравје наредниот вторник во 11 часот. Од мене до слушање и имајте убав ден. Здравје со Александар Динев. Здравствен систем, реформи, проекти, превентива и лекување. Медицина базирана на докази. Водич за здрав начин на исхрана. Ало докторе, во ваш термин. Вторник од 11 до 12 часот на Радио Слободна Македонија. Емисија Здравје.